Владата на Мицкоски ги излажа и ги изигра сточарите. Субвенциите се уште не им ги исплати. Законскиот рок за исплата на субвенциите за сточарите беше до 30 јуни. Сточарите се уште немаат пари на сметките. Власта остана глува и на протестот кој се одржа на сточарите во Битола. Ниту ги слуша нивните барања, ниту понуди решение. Прво им ги намалија субвенциите за грло добиток од 12.000 на 8.000 денари. Сега и тие намалени субвенции, што законски им следуваат, не им ги исплатија. Во исто време, откупната цена на млекото е понижувачка, што не ги покрива ниту основните производствени трошоци. Производствените трошоци секојдневно растат. Поскапуваат горивата, сточната храна, репроматеријалите и сите трошоци за производството. Сточарите се во безизлезна, тешка состојба, оставени сами, без никаква поддршка од оваа влада. Голем број размислуваат да ги затворат своите фарми, затоа што повеќе не можат да го издржат финансискиот товар. 2 години истата приказна, истите лаги на ВМРО. Ветуваа поголеми субвенции, сигурен откуп, повисоки приходи и грижа за земјоделското производство. Ништо не исполнија. Една голема нула. Субвенциите доцнат, откупните цени се понижувачки, а производството секој ден станува се по неисплатливо. Вкупниот буџет за субвенции е намален за околу 40 милиони евра. 2 години владење на ВМРО уништи земјоделството и ги понижи земјоделците. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара владата веднаш да ги исплати сите заостанати субвенции за сточарите. Нема земјоделска гранка што не е погодена од оваа расипничка влада. Мицкоски секаде донесе хаос. СДСМ со нашите амандмани, кои што ги поднесе во собранието, бараме 250 милиони денари за зголемување на парите во интервентниот фонд. Бараме повеќе пари за финансиска поддршка на млади земјоделци и на жени земјоделки. Земјоделците заслужуваат сигурност, достоинствен приход, институции што ќе работат во нивен интерес, а не влада која ги остави сами да се борат за опстанок.